Втората истрага, под кодно име Друмарина, е отворена поради основано сомнение дека осомничената, тогашен пратеник во Собранието на Република Македонија, сторила кривично дело измама во службата од член 355, став 3 и 1 од Кривичниот законник, а е во врска со користење на право на надомест на патни трошоци за службени патувања со сопствено возило. Постои основано сомнение дека осомничената во периодот на незиниот пратенички мандат од 25 јуни 2011 година до 16 декември 2015 година до службите на Собранието поднесувала лажни фискални сметки од патарини како да остварила патувања заради присуство на седници во парламентот. Меѓутоа, од прибавените докази произлегува дека истата имала сместување во Скопје и не ги остварила прикажаните патувања на посочената релација за присуство во Собранието. Осомничената доставила сметки за патарини како доказ дека наводно остварила вкупно 843 патувања со сопствено возило на релација од местото кое што според нејзините лични документи е место на живење до Скопје. Вредно е да се напомене дека извршената анализа, според доставената документација, покажува дека, доколку патувањата би биле реално направени со возилото на осомничената, истата би требало да има поминато најмалку 235.928 километри, иако од прибавените докази, целокупната помината километража на истото возило изнесува 133.520 километри за наведениот период. Ова е дополнителен показател дека осомничената реално не ги направила прикажаните трошоци и го довела во заблуда овластеното лице во Собранието на Република Македонија да изврши незаконита исплата на средства за патни трошоци во значителен износ од 5.973.802 денари, односно околу 100.000 евра за надомест за патни трошоци, што представува износ на противправно прибавена имотна корист.